Време е длабоките историски врски кои ги поврзуваат двете земји да се манифестираат со поголема економска соработка. Се согласиле на вчерашните средби рускиот председател Владимир Путин и грчкиот премиер Алексис Ципрас овде во Атина. Како што се очекуваше, Русија изразила интерес за да ја купи грчката железница, како и Солунското пристаниште кое е второ по големина во Грција. Путин и Ципрас вчера потпишаа неколку билатерални договори во областа на енергетиката, транспортот, како и инвестициите и трговијата. Иако Русија е најголем трговски партнер на Грција, сепак трговските санкции кои што Европската унија ги воведе за Русија им паднаа тешко и на руската и на грчката економија. Путин вчера исто така со неговите соговорници овде во Атина разговарал и за зголемување на бројот на руските туристи во Грција, но истакна и дека не се откажува од изградбата на гасоводот преку Црното море до Грција, а потоа и во Атина, кој што сега е во аут поради руско-турските кавги. Ципрас пак вчера потенцираше дека зајакнувањето на односите со Русија е стратешка определба на Грција. Колку што е познато, Македонија и спорот со името воопшто не биле тема на вчерашните средби на рускиот председател Владимир Путин овде во Атина, туку тие се фокусирале воглавно на економската соработка и билатералната нивна политичка соработка, како и односите на Русија со Европската унија и со НАТО. Дводневната посета на Владимир Путин и неговата голема бизнис и владина делегација во која учествуваат дури 7 министри на чело со шефот на дипломатијата Сергеј Лавров завршува денеска. Путин од Солун заминува за Светагора, каде што заедно со рускиот патриарх Кирил учествуваат на одбележувањето на 1000 годишнината од присуството на руските монаси на Светагора. Медиумите овде во Атина коментираат дека дури и посетата на Путин на Светагора има позадина поради тоа што Москва го притиска вселенскиот патриарх Вартоломеј да се зголеми бројот на руски монаси на Светагора, кој што сега изнесува околу 60. Само да напоменеме дека посетата на рускиот председател овде во Атина е прва негова посета на земја од Европската унија по 7 месеци и дека беше проследена со огромно обезбедување, дури 2500 полицајци се грижеа за безбедност, а цела Атина беше блокирана, особено по синокешната пресконференција на Ципрас и на Путин. Цела Атина беше блокирана и на екипата на телевизија Нова и беа потребни дури 2 часа да стигне до своето хотелско одредиште.